Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Алергиите кај децата се се почест проблем во последните години. Дали секој дете може да добие алергија? Наследна ли е тенденцијата да се развие еден ваков проблем? Како родителите да препознаат дека нивното дете има алергија, но и да забележат кои алергени создаваат проблем? Денеска во студиото гостинка ни е професор доктор Татјана Јаќовска, специјалист по педиатрија од Институтот за белодробни заболувања Козле. Професорке, добре дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата. Темата е интересна. Се надевам дека со нашите разговори и ќе решиме некој проблем или ќе укажеме каде да се јава да ги решиме проблемите. Така, има бројни дилеми поврзани со темата на која што говориме. На почетокот на емисијата ќе погледнеме еден факт кој што гласи дека алергијата е природна заштитна реакција на телото на агенции од околината кои телото ги доживува како вид на закана по него, иако тоа реално не се. Професорке, што се случува во тие моменти со организмот? Што е тоа алергиска реакција? Значи, околу нас има многу алергени што ги викаме ние, што се за нас, за некои луѓе се безопасни, но за некои може да бидат и животно загрозувачки. Значи, тоа се од нула до екстремни реакции, а меѓутоа повеќето, околу 90% се нели во некаде во средина. Што е тоа алергија? Практички ние имаме имун систем кој што реагира на овие што се вируси, на инфективни агенси, во смисла на вируси, на бактерии и така натаму. И тогаш, нели, сите знаеме кога одат на лекар што е покачено, дека се покачуваат инфламаторни маркери. Тие се сите резултат на одговор на имуниот систем, значи еден имун одговор на тие агенси. Меѓутоа, сега при алергија што се случува? Практички, имуниот одговор не реагира на такви некои си, нели, надворешни алергени и практички кога има такви провокации, да кажам, за некој организам, например на мене или како да речеме да дојдеме со полен, со домашна прашина или пак со алергина храна, значи некој може овие што се рачности плодови, лешници, бадеми, кикирики се изузетно алергени. Се знае дека кај многу повеќе луѓе прават алергија, кај повеќе деца, понатаму јајца, млеко, дека тие се потенцијални алергени, тогаш организмот на детето, на човекот, независно, тогаш реагира со еден механизам каде што се супримираат тие Т-хелпери клетки, са малку медицински ќе кажеме, бидејќи тие пак провоцираат дали ќе се излеат тие IgE, што ги викаме ние антитела, тие се значи знаци за алергија, која што тие Б лимфоцити, кои што се одговорни за тој хуморален имунитет, ги излачуваат. Со излачување на тие IgE, така наречени антитела, тие и постојат уште едни други клетки кои што го содржат хистаминот во себе, кој што е одговорен за алергиските реакции, и тоа го обкружува тој мастоцит, така се вика мастоцит или базофил, и кога ќе се јави алергенот кај тие луѓе кои што имаат некоја си генетска мутација во смисла на тој имун систем да така изреагираат, тогаш се оштетува таа мембрана на мастоцитот и излегуваат овие, да речеме, хистамин, простагландини и така натаму. Значи, да не ги замарам со стручни изрази, меѓутоа тие агенси кои што прават алергија. Што би било во смисла алергијата? Што би направиле тие? Тие би направиле, значи, вазодилатација на крвни садови, проширување на крвните садови. Со тоа осетливост на нервните завршетоци, затоа не чеша. Може да направи спазам, односно да се соберат мазната мускулатура и затоа добиваат ларингити, носот е затнат, значи обструкции, астматичен напад. Тоа е, значи, резултат изголемен секрет. И сето тоа доведува нели до една комплексна клиничка слика во зависност дали ќе се изреагира со носот, со грлото, со белите дробови, дали по кожа ќе има, значи многу, дали со стомак, исто така имаме стомачни тегоби со повраќање, со пролив и така натаму. Така да се релативно и на што ќе се изреагира организмот и со колкава јачина, значи со кој интензитет ќе се јават некои проблеми. Значи, може да бидат од ситни, нели, од чешање носот, од течење на нели, да солзи и така натаму, црвенило, значи како еден обичен алергиски ринит, меѓутоа
тој алергиски ринит, пошто внатре се затнува практички од воспаление, од инфламацијата, од тој спазам, тука почнува нели ушите, пошто ушите и очите да се поврзани со деловите тука кај синусот и кај носот и затоа добиваме нели отити и булки, затоа што и таму не може нели нормалната комуникација се спречува со тие отоци да ги кажам нели народно и исто така и очите не може да тој каналот што е овде имаме еден канал, солзите каде што одат внатре, нели ние кога плачеме одат и надвор, ама воопшто нели она што трепкаме, тие одат во носот и тука ако е блокирано, затоа тие почнуваат да ни течат солзи и надвор. Така што може значи да видиме на крајната, значи најлошата алергиска реакција се вика анафилакса. Животно загрозувачка состојба? Животно загрозувачка, каде што таа големо проширување на крвни садови, нели проширување, она допаѓа притисокот, имаме шокова состојба, има спазам на белите дробови, односно на дишните патишта во белите дробови и може да настане смрт. Така што тука се потребни, значи доколку се знае, нели дека сме алергични, се добиваат така наречени инекции, кои што се менуваат на 6 месеци. Во Македонија ги нема за жал, меѓутоа тој што има проблем треба да ги набави, да си ги има во ташна, затоа што тука значи имаме адреналин во тие, се притиска и така се спасува животот. Затоа што нема време додека се однесе во болница, нели да се примат тие лекови, може да биде доцна. Професорке, кои се вообичаени алергени во детска возраст? Има ли некои алергени на кои што децата најчесто реагираат? Па, еве спомнав, значи може да бидат инхалаторни, млеко. Значи оние што ги дишеме, да ги расчистиме, значи инхалаторни се оние кои што ги дишеме и тие се најчести полените. Значи во било кој временски период ние имаме разни полени. Значи во зимскиве периоди како што од февруар, тука е половина на април ги имаме полените од дрвата. Што значи тоа? Цветаат дрвата и тоа е тој полен нели што излегува. Меѓутоа ние не го гледаме цветањето тоа баш толку да ги видиме. Значи на разни дрва. Брезата е на пример во мај. Тогаш таа цвета, тој полен од бреза е многу алерген. Понатаму имаме сега овој период како од пола април до пола јуни цветаат тревите. Значи имаме полен од трева и тие се изузетно алергени за било кого. Сега некој повеќе или помалку реагира нели на тие алергени. Амброзијата доаѓа крај на август. Понатаму почнуваат па другите, домашната прашина е цело време присутна. Некогаш имам прашања, ама ние чистиме. Значи домашна прашина не е прашина. Значи тоа се дерматофагоидес, значи тоа се едни како бубачки, да ги кажам, кои што се населуваат во перничиња, во душеци, во перници, кои што ние не ги гледаме. И затоа треба со оние длабински да се чисти, значи што повеќе да се повлече со овие апаративе, кирбили, како се вика тие разни нели такви препарати има со тие што се длабинско и во смисла значи има антиалергиски душеци, антиалергиски постелини, значи специјално направени антиалергиски перничиња. Треба да се избегнуваат овие плишаните играчки, пошто тука се пикаат тие теписи, завеси, значи све треба да се елиминира. Така да значи тоа е практички во домот и затоа така го нарекле како значи како прашина. Така иначе тоа не е прашината што ние нели ја бришеме и чистиме секој ден. Така да постојат доста. Од животни? Од животни може исто така. Сега што е интересно, што и мене ми беше интересно кога читав, пошто јас имам кученце и се тестирав, нели секако, пошто јас имам исто алергија. Значи не се влакната тие, пошто нели сите бараме дали влакна ќе пушта или нема. Значи не се тие влакната од кучето, од мачето, од канаринецот, нели. Не се тоа пердувчињата и влакната, него напротив тоа се изметот. Значи изметот мочката, значи урината и какушките, значи тие се тие кои што нели некаде ќе ги види, можеш да ги видиш, некаде не можеш да ги довидиш, нели? Некогаш велат и од бубашвабите изметот и тој може да создаде значи практички проблем. нивните излачевини иако ќе се исушат некаде, нели, негде нема ни да ги видиме, пошто знам, еве имам па знам како е, не можеш да ги довидиш, меѓутоа тие испуштаат некои супстанции кои што прават доста алергија.
али тоа се прави, значи се прават алерголошки тестови, можеме да го провериме тоа. Така што пред да набават, нели, да се набави домашен миленик, убаво би било да се направи, ако доколку во семејството имаме некаков си податок за алерголошка реакција. Сега и тука имаме, кога земаме анамнеза, многу е важна анамнеза. Што значи тоа? Значи родителот да се сети што се случувало со неговото дете, со себе си, од раѓање, дали имало некакви хронолошки, дали реагирало на нешто и дали тие самите реагирале на нешто што им кажувале нивните родители. И вториот момент што сакам да кажам, значи семејство кога ќе кажеме не значи мајка, татко, брат и сестра, значи тука се и братучеди и дедовци. Значи пошироко семејство, од второ, трето колено, значи тоа све е генетски поврзано. И секако мора да има некаква генетска предиспозиција. Се уште, нели, во нашите испитувања ги испитуваме и тие генетски, не ген како ген, значи не постои, меѓутоа има, пошто тоа е каскадна една реакција, комплексна, како се ствара сето тоа и како се ослободува хистаминот. Значи во тие некои си каскади, тука има можеби некоја мутација која што се испитува, во нашава земја се испитуваше порано, сега и не се воведени некои методи, меѓутоа јас бев во странство, така да ги видов дека стварно може многу да се испитува и да се види дури и ситната мутација и можеби конзерванси, така натаму, некои материи кои што тука не можеме да ги фатиме, може и на конзерванси, значи не мора да биде на чипсот, него може на конзервансот во чипсот, така, значи има такви работи што се испитуваат доста. Професорке, секој дете може да добие алергија која што има семејна предиспозиција за ваков проблем или може да се јави кај дете во често семејство никогаш? Може да се јави во често семејство никогаш немало. Значи тоа се потенцијални викаме. И сега тој потенцијал знаете како тоа изгледа, како кога некои луѓе испитуваат дали ќе имаш канцер, нели, или тие работи. Значи ние ги имаме гените како потенцијални. Значи некои гени се потенцијално одговорни, но ако немаме нешто што ќе го покрене тоа, да ги тригер да направи, он ќе остане мирен. Меѓутоа ние не знаеме што може да биде тригерот. За нас повозрастните, значи може и стресот да биде тригер, за било што и за алергија. Значи, може би сте приметиле, ако сте имале алергија, значи кога имате јак стрес, почнува да се чешаме, значи почнува нешто да се случува, еднаш, два пати, три пати, и тука веќе затоа ние викаме мирен живот, ама некако тешко оди мирен живот. Да. Се повеќе деца во светот страдаат од алергија, покрај наследниот фактор има и надворешни влијанија. Дел од нив издвоивме во еден од телопите кои што вие ќе ги искоментирате, значи дел од причините кои што се доведуваат до алергија во детска возраст се зголеменото загадување на животната средина, изложеност на токсични материи, доминантно конзумирање индустријска храна полна со адитиви и конзерванси, рафинирани шеќери, живот во премногу чиста средина. Професорке, зголеменото загадување на животната средина е проблем кој што е нерешлив, ми се чини. Што ова значи, колкукратно им е зголемен на децата ризикот да добијат алергија, живејќи во градски средини каде што има енормна загаденост? Значи, сега малку подалеку ќе почнам, 96-та година бев во Лондон на дел од специјализацијата, каде што се бореа со овој проблем. Значи, над 60% од децата беа со алергии. Во тоа време кај нас немаше толку многу алергии, значи да речеме 5 до 6% да имаше. И така да меѓутоа е огромен град со огромно загадување, нема проветрување. Сега дојде и кај нас. Значи многу коли, испарувања, непроветрувања, непланска градба, значи сето тоа доведува да тие алергени супстанции од средината останат тука доле меѓу нас и тие тогаш значи ни прават проблем. Инаку ако има проветрување, тие ќе одат нагоре и нема толку нас да не гушат практички. Така да тука имаме концентрацијата се зголемува. Така да сето тоа вие ги читате, нели имаме концентрации овие што мерат за загадување, колку тоа значи за белите дробови така натаму.
Вториот момент... Изложеност на токсични материи. Сето тоа се токсични овие испарувања што се од фабриките, од колите, од користење на бензините. пластика, Све тоа што горат, нели, тие дрвата, јагленот, пошто и тоа прави проблем. Луѓето што се греат со, нели, со дрва, со сето тоа испарува, тој, нели, чадот практички прави исто проблем и алергија и, нели, спазам на бронхите, на дишните патишта. Следно што ќе искоментираме се доминантното конзумирање индустријска храна полна со адитиви и конзерванси. Тоа е тоа што го споменавте. Тоа што спомнавме, тие адитиви, конзерванси може голема алергеност да имаат. Сега знаете кога читате, нели, а има секаде, дури во лебот има адитиви. Значи во траги. Значи се пишува во траги, тоа во траги не е дефинирано. Кумулативно кој ќе се собере тоа. Да, ама и ние не знаеме што значи тоа во траги. Така да тоа се има еден европски огромен проект сега кога бе во Загреб што значи тоа се 60 милиони евра се инвестира во тој европски проект во смисла точно да се одредат тие колку е тоа во трагови и колку може тој траг од некој си микрон да предизвика алергија. Тоа зборувам за алергија на храна. Значи таа не ја спомнавме, алергијата на храна си е исто интересна во смисла дека значи може да биде класична алергија, значи од млеко, пошто тука имаме доста казинот е доста алерген. И сега читам по групите, нели, што дека сами, нели, родителите малку си ги тумачат резултатите. Значи нема алергија на лактоза. Значи лактозата е интолеранција. Што има разлика помеѓу нетолеранција и алергија? Да. Огромна разлика. Значи, која е вака во 2-3 реченици да појасните? Во 2-3 реченици, значи алергија, алерголошка реакција кој што кажавме, нели, практички да изреагира имуниот систем. Добро. Ако е интолеранција, значи тоа е сосема друг процес. Значи цревните ресички не го толерираат, значи пошто ние, нели, и во дишните патишта имаме трепки кои што ги елиминираат тие, нели, загадувања честички. И кога прават респираторни инфекции, сите имаме деца, тие се осоголуваат и затоа се што ќе дојде децата кашлаат и кога ќе ви кажеме не се кирете кашлаат, ќе кашлаат уште месец-два, тоа значи дека ќе кашлаат месец-два, меѓутоа нема никаков проблем. Со стомакот исто, во цревата има цревни ресички кои што исто така ја прават таа храна. На тие ресички имаме ензими, има значи има течности, секрети што се пуштаат, значи сето тоа за да ја разгради храната. Значи храната која што ако е интолеранција на лактоза, тој нема доволно лактаза, ензим кој што се лачи и за да го тоа разгради да биде добро. И затоа тегоби стомачни се И затоа има тегоби стомачни во смисла на едни воденести, пенести столици, значи самата столица има разлика во смисла дали е обичен пролив, нели инфективен, дали е, нели, неподносливост, дали е некоја друга болест, значи ние, пошто тоа се студира долго време, значи има разлика и во сите излачевени, ние можеме по мирусот, по конзистенција, по сето тоа, значи да претпоставиме во која насока да ни одат испитувањата. Така да, значи, алергијата на млеко е на казеинот, да, значи и затоа испитуваме и на глобулините, алфа глобулин, бета глобулин, казеин, значи не е само казеинот, тука имаме и албумински дел кој што може на него да биде алергијата. Деца алергични на казеинот млеко може да кашлаат? Може. Значи во зависност на кој систем нив им е ќе им изреагира. Значи може да оди со стомачни тегоби, меѓутоа може и да кашла, може и да се осипе. Значи различни симптоми има, така да затоа и ние правиме испитување во Институтот за белодробни болести, се прават прик тестови, значи тоа се кожни тестови, кои што и исто така преку вена. Значи може да докажеме и на двата начина и да видиме и после тоа има значи терапија. Терапијата ќе биде прво во елиминација, нели? Така. Во смисла да се елиминира и секогаш, значи би советувала, значи експерт или доктор, значи некој што го разбира тој проблем, да укаже што точно може да прима. Значи кој тип на млеко, зашто детето без калциум, нели, не може без некаков си таков производ кој што има протеини многу, кој што има калциум, кој што има некои други убави во него, да речам, материјали кои што се потребни за раст и развој на доенче, на мало деце, па и за нас, нели? Потребно е тоа да се адаптира и да се направи убав нутритивен план
за да нема оштетување на самиот организам. Ајде уште еднаш да го погледнеме телопот кој што го коментираме, тоа се причините што може да доведат до алергија кај децата. Тука се наведени и рафинираните шеќери. Професорке, што е пак проблемот со нив? Па, шеќерот практички не знам дали толку може алергија да направи. Сега, искрено, тука може адитивот да биде пак со тие, нели, како се преработува. Сега, може би во преработката шеќер како шеќер, не прави некоја драстична алергија како шеќер. Така да тој него не испитуваме во смисла. Не го испитувате, вели живот во премногу чиста средина. Сме слушнале, немојте децата да ги чувате како под стаклено звоно, но тоа зошто би можело да предизвика алергија? Значи, така има една теорија. Значи, сега тоа е теорија на хигиена се вика. На почетокот ви кажав како дека самите дечиња од кога ќе се родат, нели, се подложни на вируси, на бактерии, кои што, нели ви кажав, тие хелпери се намалуваат и тогаш може, нели, антитела во IgE да почнат да го базицираат тој мастоцит, да го одбранат на некој начин. Доколку нема вируси, бактерии и така натаму, тој хелпер што, значи, е во таа каскада на тие реакции, ќе биде висок. И едноставно нема да се створат тие IgE антитела и нема да биде обложен тој мастоцит. Тоа е тоа во таа смисла. И така да кога ќе го нападне него нешто, тој многу бурно реагира. Да. Тоа е таа смисла, значи затоа не треба да ги држиме во стаклено звоно, сега, нели, треба да се сите ние дружиме, затоа што организмот едноставно се навикнува на сите алергени што се околу нас. И некој можеби, нели, ќе му стане полека и ќе се, нели, адаптира на тој алерген. Можеби еднаш ќе изреагира појако, помалку, после тоа можеби ќе се смири сето тоа и нема да продолжи во некаков друг правец. Кај некого може да продолжи во смисла еве од атопичен дерматит, што е тоа, нели, алергија на кожата, уште од многу мало често бебе. бебињата ги имаат. Да, тој алергичен дерматит. По кожата. Да, можеби да се прошири, да биде јак, ама после тоа може и да се смири, да не прогредира, да речеме, понатаму во возраст. Меѓутоа, понатака, кај некој може со алергиски ринит, на крајот заврши со астма. Тоа се вика како алергиски марш. Меѓутоа, тоа не значи дека кај сите ќе оди. Али затоа треба следење. Значи, секаде се следат пациентите некаде на 3 месеца, да кажам. Значи, чисто да си има еден континуитет, како оди алергијата, дали ќе се, нели, стишава, дали ќе оди во полош правец, каде да се започне со имунотерапија, ако има потреба, каде да се направи, нели, десензибилизација, ако е храна. Значи, имаме различни пристапи. Доколку едно дете добие алергиска реакција на некој алерген, при следната средба со истиот алерген, дали сигурно повторно ќе има алергија? Изреагира, да. Да? Може посилна да биде реакцијата? Да, посилна, затоа што таков е механизмот. Значи го препознава и ги трга тие што го заштитуваат и се влегува внатре и се отвара таа клетката и го лачи тој хистаминот. На вториот пат уште побрзо тоа ќе се случи. Значи имаме акутна и хронична фаза. Акутната е околу 1 час, одма реагира. Хроничната имаме подоцнежна, значи после 2 часа може да изреагира. Така да ќе зависи дали ќе изреагира порано помалце или покасно појако, значи се е во зависност, нели, како ќе изреагира, али ќе изреагира, да. Да им дадеме простори на гледачите, од овој момент да се вклучат во денешниот магазин за родителство 0+ месеци со нивни прашања. Сигурна сум дека имаат бројни дилеми кога е во прашање здравјето на нивното дете, но сето тоа ќе го направиме веднаш по блокот реклами кој што следува во продолжение. Продолжуваме со денешната емисија со магазинот за родителство 0+ месеци. Професор доктор Татјана Јакјовска, педијатар од Институтот за белодробни заболувања Козле е во Скопје. Секако е гостинка во студиото на Тилма. Со неа зборуваме за еден многу чест проблем, особено во последните години, а тоа се алергиите кај децата. Од овој момент, почитувани, добре дојдени се и вашите јавувања, вашите прашања на телефонскиот број 3076 677. Професорке, кога некој родител ќе се посомнева дека неговото дете има алергија, што треба да направи? Кому да се обрати? Дали кај матичен педијатар, дали кај педијатар пулмолог, алерголог? Видете, значи, сите пациенти имаат матични лекари.
матичните лекари треба да го препознат и да дадат еден упат за да се провери од специјалист или субспецијалист или алергопулмолог, кој што практички целиот институт за белодробни заболувања работи со алергии. Сите доктори кои што се таму работат со алергии, има многу начини за испитување, за третман и така натаму. Така да институтот е навистина референтен центар за каде можат тие алергии да се и диагностицираат и да се прозбори и за нивните и за тераписки да се среди, да кажам, на некаков начин. Така да би требало или пак може директно да се дојдат во институтот, се отварат нели приоритетни и упати така натаму. Веднаш имаме гледач, ке му дадеме предност. Слободно. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав многу до вас. Ви благодарам. Сакам да паштам докторката. Имам внуче, 8 години. Кога јаде грашак или мисиркино месо чуфте ме јадеше, и му се зацрвенува левото увце. И него тешка да му ставам нешто ладничко, така му помирува, мислам. Некогаш и од пченка обича јаде со орис, а некогаш и од пченката, а некогаш не. А од мисиркиното и од грашакот му се прави како само левото увце зацрвенува. Дали алергија или па нешто друго, така. Еве една дилема да разрешите на загрижената баба. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Значи тоа е алергиска реакција. Тоа е алергија, значи можеме да остане така, меѓутоа некогаш може да биде и појака, некогаш може и ќе се смири, меѓутоа не е лошо да го донесете, може и да се испитаат некои тие алергии, да видиме на што точно од тие производи. Или да не правите како мешавина, него точно да проверите дали од грашачето, дали од мисиркиното месо или од пченката, и точно ќе знаете и не ги употребувајте. Значи елиминирајте ги, барем неколку месеци елиминирајте ги да се смири тој имун систем, затоа што секое такво црвенило на ушињата, ако е едно, значи сепак представува алергиска реакција. Кога ќе дојде дете со некаква алергиска реакција, какви испитувања правите? Еве ги споменавте кожните тестови. Да. Дали се започнува со тоа, можеби испитувате ИГЕ? И тоа антитело го споменавте. Да. Кога тест кожен, кога испитување на алергени преку крв? Видете, тестовите не исклучуваат ни едниот со другиот. Значи, брз тест, кој што го добиваме одговор за 15 минути, се тие skin prick тестови, значи кожните тестови. Кои што како одат, значи на кожата се ставаат капки од алергените и само се чепнува, малку се грепка и се почекува 1-10 минути и се прочитува. Значи има, ако е поголема реакција, како топче и како црвенило, читаме ние дали е значи на 3 мм, го споредуваме со хистаминот, значи ставаме и хистамин и го споредуваме со хистаминот и ќе видиме на што е алергично во тој период. Значи тие може да се проверат и да се намали, значи реакцијата или да се зголеми после 3 до 6 месеци, така да е добро и да се проверуваат. Понатаму, ако ние сакаме точно да одредиме, ако сме виделе пример, еве алергија на мисиркино месо или на месо, ние сега сакаме да видиме колку е интензитетот на таа алергиска реакција, тогаш ќе земеме и венска крв и ќе испитаме, значи и вкупниот број на тие ИГ антитела, меѓутоа имаме и класи. Тоа така се нарекува, значи класи 1, 2, 3, 4, 5, 6, значи од која класа припаѓа алергијата, која концентрација, и ние по тоа знаеме, значи дали ако е прва и втора класа дека не е нешто страшно, ако е 5, 6 дека изразито алергена, така да ние можеме тука да ја контролираме и јачината на алерголошката реакција. Така да едното со другото не се исклучува. Алерголошките тестови на кожа едно време се зборуваше дека нели да се почнат од 3 години, меѓутоа во новите ставови веќе никаков проблем нема, веќе ако можеме да ги издржат рачињата да држат така, пошто нели да не се разлее алергенот едно до друго, дека се мали. Инаку ако тоа се успее барем од година дена се прават тестови и тоа може да се прават и поголем број. Кај нас има на пример помал број, еве јас кога бев во Загреб, значи тоа е огромен број, не само на рацете, им стават и на грбот. Значи тие се епикутани тестови, сега не требаше можеби слики да ви пуштам. Цел грб е нареден со такви епикутани, значи со тестчиња залепено и се читаат, али имаат огромен број на алергени, тоа се околу 100 алергени. Детето има силна реакција.
на тие алергени? Не се опасни тие тестови кај деца што имаат Па силни не, алергиски реакции? сега се увидов дека не беше уопште страшно, они да дома преспиваат, па доаѓаат ги гледат, значи 2 пати ги гледат на 24 на 48 Да нема часа. задоцната реакција? Да. И тогаш ги тргаат све тоа. Не се бања веднаш, него така малце со ладни облоци, па после тоа дома кога ќе дојде можеш да се избањат, значи не се трие со нашиве алергени тестови, значи не се триеш одма да го измиеш пошто некои ги чешат, него само со ладни облози, па да се смири. или антихистамини ќе дадеме ако е преголема реакција. Имаме уште еден гледач. Ако слободно, да. Да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам. Голем поздрав до вас и до гостинката во вашата студија. Една загрижена баба. Имаме бебенце од месец дена. Така. Нешто ми се исипа под билица на вратче и под мишките што викаме ние. И малку така на рачињата во горниот дел. Бевме на лекар, не рекоа дека тоа е од топло. И ни дадоа една купка за бањање и некое машче така, едно жолто. Многу во тенок слој да се намачка. Но еве цела недела некогаш се прошири, а некогаш се повлече. Еве, например, денеска кога го избањавме, а не го намачкавме со машчето, некако е посмирено. А кога ќе го намачкаме со машчето, добива уште поголема упала. Доктор, ке да имате некој подпрашање? Дополнително? Дали е на доење на вештачка? Да, на доење. Блюцка детенцето, блюцка или не? Дали блюцка? Дали му потекува млекце од устата? А дали се слушаме? Значи, после цицањето, дали му потекува млекце од устата? Не блюцка, добро. Добро. Во ред тоа е тоа? Да. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Видете тоа, значи ако сте виделе дека од маста е полошо, не ја мачкајте, значи тоа може и само со чисто со сапунчето или со таа купката со водичка да се смири. Кај мало бебе навистина може да биде и од топлото, може да се поти. Сето тоа уште е во месец дена, уште не му е создаден тој имунитет за да изреагира правилно и да се одбрани од сите тие алергени. Оно излегло заштитено од утробата и сега се навикнува на многу надворешни агенси, да кажам. Сега зависи, тоа треба да се види, значи, со око што точно, затоа што има и многу такви промени како точкички, значи, а да не се нешто страшни. Има и такви, значи, после раѓање, па после што се како едни белки, па и како црвенки, па што сами проаѓаат. Така да тоа навистина вака по зборување не би можела да кажам што е како е. Меѓутоа убаво би било да го видам ако сте во прилика во Скопје да биде тука или например матичните еве да се консултираат доколку трае, да се консултираат со некој што не го работи тоа. Така. Навистина не би можела да кажам вака телефонски, по телефон. со опис. Да, со опис. Имам уште двајца гледачи, јас ќе ги замолам само по концизни прашања во интерес на времето. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Едно прашање имам до докторката за Сидни. Така? Пред 2 дена дознавме дека е алергичен на вода. На вода? Значи вода може да се тушира, добива алергија. Може и нозете да ги мијат, добиват алергија. Значи па не да Боже во езеро додите да се истати целиот алергија. 12 години има, бевме, значи вчера добивме рупафин, таблети некои и не знаеме, мислам, сме загрижени доста. Така, све интересира што би можело ова да биде. Да, алергија на вода, дали е ова возможно? Доктор, видете како вода не може, затоа што па детево има 12 години, нели тоа. Меѓутоа треба да се види таа вазоконстрикција што се случува. Он се осипува на телефон. Дали се уште сте на линија? Дали се уште? Да. Он се осипува или помодрува, побелува? Што се случува точно? Осипува и за пола сат му поминува, значи. Има алергиски реакции, значи на промена на температура. Значи такви има, тие се поретки, навистина ова е ретко, меѓутоа можеби ладно, топло, еве, значи чисто ако е промена на средина, значи можни се и такви работи во промена на таа и така реагира имуниот систем.
Ама зошто сега да изреагира, тој не е мој прв пат на детево и тоа... Советувате некакви дополнителни испитувања да направат? Па сега нека се смират, па да видат после тоа. Значи, малку да помине време и тај со терапијата. И тоа е најнова терапија, антихистаминик, најнов, кој што брзо реагира. Така да, па понатаму може и да видиме, да расчистиме што е тоа, да се едноставно, да се проверат можеби други некои работи, значи сепак некоја контрола понатаму, да речам. Сега, барем еден месец, нека биде на терапија, нека се смирува, пошто не е животно загрозувачки, него е, нели, се јавува и поминува. Така. Имам уште... Да, интересно тоа. Да, уште еден гледач. Имаме добар ден. Добар ден. Повелете. Значи имам 5-годишно синче кое што пред 2 дена ми појави осип на целото тело на рапави брунчиња. Буквално на известни места има и како црвенило кај брунчињата. Значи дали прашањето ми е дали може да јас бидејќи не знам од што јаде цело време истин сам храна која што и претходно нели ја јадел, не е нешто ново, дали може наеднаш после толку време да се појави некаква реакција од храна која што дотогаш ја консумирал. Така, единствена промена е тоа што јадеше домашни јајца, не јадеше купечки, туку за прв пат проба домашно јајце. Еве да кажам, дали може тоа да биде причината за да му се јави ваква реакција. Така. Да. Ви благодарам за вклучување. Колку беше старо? Колку години? Само 5 години рече. 5 години. Да. Значи може, во било кој временски период може да се случи и на нешто што сме јаделе, што сме примале, може да се јави алергиска реакција. Како што прозборевме, значи има многу тригери. Дали стрес, дали нова средина, дали можеби нешто, значи не мора од тоа, значи тригери било какви во нашава средина може да покренат имунолошка реакција. И сега некогаш, како што спомнавме, адитиви, конзерванси, значи можеби на истата површина кај што се готвело нешто или сме сечеле нешто што он не го пробал, можеби има алергија, можеби за тоа, да биде допрено, па само тоа тие трагите да направат некаква алергиска реакција. Сега во моментов, значи, ако сметате, ако е промената единствено во домашното јајце, значи може и да го тргнете, па ќе видите сами дали ќе се смири сето тоа, ќе дадете антихистаминик, пошто малку да се смири тоа сето, избегавајте тоа, тргнете го тоа јајцето и ќе видите понатака, ќе следите. Доколку има нешто, ќе дојдете, ќе ги испитаме дали е на јајце, на жолчка, на белка, значи на секој сегмент можеме поединечно да го испитаме и да видиме и во кој интензитет е таа алергиска реакција. Инаку може, значи ние исто и за лекови. И лекови имаме, се прават алергии. Порано се примаше пеницилин. И значи ние пеницилинот може да има и крос реакција, например со цефалоспорински препарати, така и ова. Значи може нешто што е допрено да направат крос реакции. Со лековите, например, може да примате лендацин, нели обично се дава, може да примате 10 години, после 10-та година да направите страшна алергиска реакција. Така да нема гаранција, алергиите се многу интересни вака и за како феномен што се јавува и сето тоа зависи практички од имунолошкиот систем, а неговото однесување во одреден момент од животот. А дали децата кои што се алергични на еден агенс, обично се алергични и на некои други алергени? И па тоа е ова што го кажувам, тоа е крос. Значи има некои што се слични. Например, може со јаболко да биде, може и компир да биде, значи имаат некои вкрстени такви алергени кои што може да се појават. Дури да се во трагови. Тоа е исто интересно така. Кога се работи за лекувањето, кога антихистаминик, кога давате кортикостероидна терапија? Видете, значи прво се почнува со антихистаминик. Ако е ваква реакција, значи поготово кожните реакции се дава антихистаминик. Тоа се сирупчиња? Сирупчиња, таблетчиња. За деца? Да, за деца, за возрастни, нели еве за нас. Значи се дава одредена, има одредена концентрација, обично се даваат еднаш на ден, порано има нели како да поспаност ефект, меѓутоа овие што се најновите, баш што го спомна нели антихистаминикот, многу брзо делува, значи они и нема поспаност. Така да, значи сите тие препарати се усовршуваат, да кажам, значи со помала концентрација поголем ефект.
и да немаат поспаност, затоа што нели сите сакаме да и децата да бидат комотни во таа смисла. Во зависност, ако имаме носно затнување, нели тој оток, значи ние мора да дадеме секако прво да го прочистиме носот, значи да се исчисти од тие алергени, дали ќе биде со физиолошки раствор, овие што се или со морска вода, нели имаме разни спреови. Нели сега да не употребуваме нели некои имиња, меѓутоа тоа се исчистува прво носот. Хипотонични, хипертонични, веќе родителите се запознаени со некои термини. Видете, најдобро изотонични во таа смисла. Што тоа значи изотоничен? Тоа значи нормален еден таков раствор, да речам, со исто пеха како што е самата слузница. Хипертоничен ќе го тера малку на кашлица и ќе го повлекува, значи секретот, меѓутоа може да е непријатен, да иритира многу, да. Така што значи тие се убави, имаме и антихистамински препарати, значи за спреови. Ако и тие антихистамински физиолошкиот раствор не помогнат, тогаш ние ставаме кортикостероидни, назални кортикостероидни овакво прскање, значи инхалативни спреови. Родителите многу се плашат од кортикостероидните и јас се плашам. Третмани. И вие? Има основа за страв? Видете, кортикостероидите имаат своји бенефити, но и своји лоши страни. Така што навистина што се лоши страни? Значи доколку се примаат долготрајно и ако се перорални, значи преку уста, имаат доста штетни ефекти, како врз коските, врз растот и така натаму. Значи има доста штетни ефекти врз шеќерот и така натаму. Овие што се прскаат со прскање, затоа ги измислиле, се локални топични. Значи тука само делува. Системски е многу минимална концентрацијата која што нели ќе се прими во крвта и ќе се разнесе по другите органи. И затоа ние избегнуваме, значи тоа е нешто многу тежок некој степен на астма, кога би дале преку уста или преку вена, тоа значи да гледаме да биде што пократок период, меѓутоа овие што се преку нос, преку уста, нели, што некој прави ларингити, нели, трахеити и така натаму, бронхообструкции, тие се со минимална концентрација. Ние како лекари во зависност од возраста, од тежината, се дозираме колку смее, затоа што и тие се со различна концентрација тие спреови. Така да, значи кост бенефит, доколку има нонстоп проблеми со носот, ако е алергиски ринит, ќе ставате цело време. Например, може да се направи некоја пауза од месец-два, кога има најмалку алергени, за да може тоа малку да се обнови. Затоа реков, прво треба еден физиолошки раствор да биде обложена слузницата, па потоа да се стави, нели, кортикопрепаратот. Така што тие што се инхалативни не се опасни, значи во цел свет се ставаат, значи постојано, може да се направи пауза кога мислиме ние како лекари дека во тој период има најмалку алергени за да не страда. Зошто зборам така? Затоа што кога имате затнат нос, значи не влегува доволно концентрација на кислород, депресивни сте, не може да се концентрира во школа, не може да дише, не знам дали сте доживеале тоа, значи не можеш да дишеш, мислиш дека ќе умреш. Така, дишат цело време на уста. На уста, па тоа тука имаме и после со и крајниците проблем. Така да навистина е сериозен проблемот што го имате. Има проблеми со развојот на вилицата, на коските на вилицата и растот на забите. Па видете, ако е ностоп затнато, значи ностоп ако спие и седи со отворено уста, секако дека ќе има некакви реперкусии, затоа што нели не е нормална состојбата. Сега до кој степен толку да се изместат не верувам, меѓутоа секако ќе има некаков проблем затоа што навистина е тешко, крчат нели навечер, па остануваш без кислород, нели, како да не можеш да дишеш, блокада, како блокиран едноставно. Така да или па постојано да кашлаш, пошто нели тоа е надразнителна кашлица, една сува. Тоа е многу тешко, мислам и за децата и за нас кога го доживуваш тоа, така да навистина тие спреови се спас. Себе јас постојано ги употребувам, пошто морам, инаку сум била цело време со капките во нос, за да не можеш да функционираш едноставно. Квалитетот на живот го враќаат. Квалитетот на живот е, ако е нешто, мислам, не е некоја страшна ситуација, ама ти го минува квалитетот на живот. Уште еден гледач очекува да постави прашање. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден.
Повелете, во програма сте. Да, се јаваме целокажани. Сакам да прашам нешто во врска со синот. Тој има 35 години. Има проблеми со синусите. Non-stop употребува спреј. И секретот од синусите му слева во грлото. И после нема му некаква кашлица. И сега сакам да се консултирам. Што може да не гледаме кај да се обратиме? Така, што може да се направи во оваа ситуација? Само кој е возраст е вашиот син, не ве разбрав? 35 години, 30 години. Сепак е возрасен. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Сепак нашата гостинка е педијатар, можете ли да дадете некој насоки? Да, нема проблем. Еве, јас истиот проблем го имам, затоа ви кажувам, значи тоа си една постапка. Прво, пошто е возрасен, он може да си земе и морска сол, да го испира носот секоја вечер како што миеме заби, зашто тоа не го спомнав за дечињава, затоа што треба многу голема соработка. За тоа, инаку има, нели, може да се испира посебни препарати со кои што се испира носот, како се става во едната ноздра. Пак е нас нема во шприц, да има шприц уште со децата би било идеално тоа да се направи, меѓутоа немаме во Македонија таков тој е посебен шприц. Аха, значи не може со обичен шприц тоа да се направи. Можда може, ама не е професионално. Мислам сега како да кажам. Инаку има, се става и значи таа морска вода практички од едната нострва во другата го прочистува, треба да истече. Ако е заглавено, тогаш ќе се враќа, меѓутоа постојано тоа ќе почне да протекува и сите алергени навечер, значи кои што миеме заби, треба да се измие носот. Така да прво тоа треба да се исчистат алергените и потоа може да се стави назелен кортикопрепарат и со време, али тоа треба да, значи минимум 2 недели за да се стабилизира и понатаму еве да се употребува. Меѓутоа треба и да се направи контрола. Пошто е возрасен, он може на ОРЛ во било која на кое било ниво, да кажам, има и во секундарна и терциерна, да си направи, има со камерче, значи има специјален ОРЛ преглед каде што со камерче се влегува во носот и се гледа, значи докаде што треба, дали има потреба да се направат и алерголошки тестови, значи има и научно можете убаво да се провери сето тоа и ќе ви ја кажат истата терапија ако се работи за алергиски ринит. А постојат, професорке, вакцини за алергија, на што се темела тие и дали се препорачуваат за деца? Видете, тоа се вика вакцини, меѓутоа тоа значи имунотерапија. Што значи тоа? Тоа значи да постепено го навикнува, му даваме алерген на организмот. На организмот и постепено, меѓутоа прво значи со ниска концентрација, чекаме да видиме како ќе изреагира, па друга концентрација, па чекаме, па трета и така натаму, која што постепено има еден период на зголемување, кој што се прави и после тоа имаме период на одржување. Значи целата таа имунотерапија трае 3 години. Мора тоа да биде 3 години. Во зависност, нели, сега како и се развива сето тоа, може да има орална, значи со сублингвални капки. Тоа е толку едноставно и толку безазлено, така да таа имунотерапија навистина може многу добро да се апсолвира, пошто само тоа се препарати специјални, се купуваат, значи не се на фондот, него сепак мора човек да ги купи, ако се реши веќе за таа имунотерапија, не може да се прекинува како ќе ни текне, значи тоа мора да се одржува по протокол со докторот во договор најмалку 3 години. Дома се прима, првиот пат се прима под контрола на доктор, значи на сестра која што ќе објасни точно, тоа се притиска и по сублингвално се држи неколку минути тоа и толку е. Значи и се одбира време на денот кога секогаш во исто време, дали ви одговара са бајле, дали навечер, во зависност нели од животните обврски, да кажам, и кај детето и кај нас. Така да тоа е многу добра варијанта и навистина. За секој алерген е ова возможно? Значи тие е за секој посебно. Значи за секој посебно и се прво се направи, например, се прави имунотерапија за еден алерген. Кога се заврши со таа работа, па после за друг. Значи не може поли, да речам, за повеќе да се направи и тие се така направени за по еден алерген. Какви се резултатите? Одлични. Значи тука ние, али тоа треба да кошта, пошто не е на фондот, кошта и треба значи да се размисли, значи не може кај секого, него ако не се стопира, ако гледаме дека оди нели сите тие резултати и со клиничката слика, ако оди веќе кон нели рецидивантни бронхити, астма и така натаму, гледате дека не се смирува, тогаш може би тоа да се препорача. Има вакцини што викате и како со спреови во носот,
И меѓутоа има и собоцкање. Собоцкање е многу тешко и таа собоцкање значи се става само за оца и пчела. Значи тоа се изразито алергени, не ги спомнавме, меѓутоа да има може оса и пчела прават изузетно јаки алергии до анафилактични шокови, така да таа се прави собоцкање исклучиво. Дека некој што има доживеано на анафилактичен шок, може да се дава оваа имунотерапија? Може, меѓутоа само во болница. Значи, тие два... А оние што се алергични на пеницилин, да речеме? И тие во болница. И кај нив е ова возможно да се направи? Може, кај лековите исто во болница. Значи, мора. Тие се јаки алергени. Ова што е полен, домашна прашина, може со тие амброзија, може со сублингвално да се третира, во домашни услови да си ја примаат, меѓутоа да доаѓаат нели на контрола и при секое нешто да се јавуваат, нели ако нешто се осети. Меѓутоа овие другиве мора во болница да бидат под надзор на лекар и сестра 24/7 додека тоа се прави. А оние што имаат алергија, препорачувате ли да примаат зголемени дози на витамин Д или пак некои природни препарати? Некои се решават и на такви чекори? Да си го подобрат имунитетот. Ова што го спомнав, овој тип на имунотерапија е за инхалатор. Овие што се за храна. Добра. Значи нема такви. Значи тој тип не е како имунотерапија, него се употребува десензибилизација. Значи што значи тоа десензибилизација? Тоа значи истото, да полека се дозира тој алерген. Меѓутоа како правеа во Загреб, така да тука исто би требало тоа да почнеме. Значи прават колачиња. Добра. Со разни нивоа на концентрација, например, на млеко, на јајца, на брашно. Специјално се прават, затоа што нели ја има таа алергија, специјално се прават. И се почнува со четвртинче на ден, па 2 пати четвртинче на ден. Значи, со таа доза. Па кој се навикне да ако нема реакција, значи со храната практички се прави десензибилизација. Да, тоа е многу интересно. Во домашни услови се прави или исто во болнички? Прво се почнува во болница, се гледа на кое ниво застанува, ако е на погорното ниво почне да реагира, нели почнува да се исипува или било каков тип на реакција, се враќа на старото, ако е стабилен се пушта дома, како во замрзивач има дома колачињата спремни и децава сами си научени си јадат од тие. Па после тоа, например, доаѓа после 2-3 месеца пак ќе почне со тоа зголемување. Додека на крајот нели се постигне, али тоа треба време, тоа значи 3 до 5 години си трае, така доста е напорно. Голема упорност. Голема упорност, да. Поготово алергијата на храна е многу захтевна, да кажам, и многу така ограничувачка. Ова ја вклучува алергијата на глутен? Да. Да? На ваков начин би можела да се реши? Или казиното од млекото? Јајце, жолчка, сето тоа би можело на ваков начин со постепено меѓутоа се тоа 3 до 5 години. Да, меѓутоа тоа све е направено во болница, значи во таа кујна специјална што е со нутриционист, со посебно, значи тоа се посебни шеми направени на, значи не е дома да си почнат да си прават самите, не, тоа е специјално, си има шеми кои што протоколи се тоа, како оди, што оди, што дури за мене беа комплицирани, искрено да кажам, така, пошто тоа се посебни нутриционисти за алергии. Сега во Македонија не сум сретнала такво нешто, меѓутоа се надевам дека има... Наскоро ќе пристигне тој кај нас. Се надевам дека некој ќе се заангажира и дека ќе се заинтересира, затоа што видите, мора се следат новите трендови. Точно. Јас сум секогаш да се следат новите трендови, затоа што и тука имаме голем проблем, нели секаде во сите земји. Така да не може ние за било што да одиме некаде надвор, така, ето мора да се направи. Меѓутоа, прво треба и сам како нели човек да бидеш малку да те интересира и да се зафатиш за една проблематика, затоа што така се станува експерт, нели? Кога се фокусираш во една проблематика, не може се да учиме да знаеме, меѓутоа сепак едно да ни биде фокус. Така да се надевам дека и тоа ќе почне да се употребува кај нас и да може, затоа што стварно е тоа тешко. Многу е тешко. И моето последно прашање ќе биде во однос на природните засилувачи на имунитетот. Можат ли тие да помогнат кај лицата со алергии или пак претераното засилување може да направи уште поголем проблем? Видете, значи природниот имунитет може со природни препарати. Значи јас така би го
кажало да речеме. Ние, фала Богу, сега имаме добри препарати на природна база. Значи, тоа се некои, нели, тревки, производи од природата, некои витамини, кој што спомнавте, витаминот Д, има имуностимулатор. Практички тој може во поголеми дози да се употребува, ама и тој не во преголеми. Значи, и тој го испитуваме на институтот и, значи, секако можеме тоа да го измериме и да видиме докаде, како е, имали ефект, немали ефект. Значи, сето тоа исто така се прави на нашиот институт и тоа може да се дава, природни препарати може да се даваат и, нели, како нас што научеле со природни овоштија, зеленчуци и така натаму. Употребата на стимулаторите на имунитетот беше актуелна порано, значи така доста. Меѓутоа не ја знаеме, сега ми некако педијатар, например, после неколку години веќе ме интересира каков е долгорочниот ефект на тој имунитет, нели? Во моментот да ќе изреагира и добро е. Меѓутоа што понатаму, затоа што тоа не се дава краткотрајно месец-два, него имаме некои ги дават и по година и така натаму. Така да јас сепак би била за природен имунитет. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за бројните информации, новитети поврзани со алергиите кај децата во денешната емисија. Ви благодарам и вас на поканата. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.